Благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Извештајот на State Departmentот за минатата 2019 година за почитување на човековите права јасно покажува како функционира и работи владата на Зоран Заев и СДСМ изминативе години. Корупцијата и криминалот на функционерите на СДСМ во владата се најглавниот проблем во Република Македонија за кој ние како политичка партија говориме целиот изминат период наназад откако Зоран Заев е на власт и ги истакнуваме сите негови криминали јавно од оваа говорница. Зоран Заев и СДСМ донесува само криминал, корупција и рекетирање. State Departmentот во најновиот извештај нотира дека високата корупција е и понатаму голем проблем во Република Македонија, а постојат извештаи каде што државни службеници се вклучени директно во корупцијата. Ова е најглавниот проблем, но еден од многуте на оваа влада. Сериозен проблем за човековите права во Македонија представуваат ограничената независност на судството, политизираниот судски совет и несоодветно финансирање, што и натаму ја спречуваат ефикасноста на борбата против корупцијата. Практично, Зоран Заев и СДСМ, наместо да се борат против корупцијата заедно со институциите, тие заедно со функционерите, заедно со Катица Јанева, заедно со другите кои што се вмешани во најголемиот случај на рекет во Република Македонија, го достигна ова ниво на криминал и корупција. Заев, наместо да се бори против корупцијата, тој ја прошири на територијата на цела Република Македонија. Претходно беше само во Струмица, сега низ целата држава. Многу важно е да се потенцира дека во најновиот извештај стои дека новинарите и медиумите се предмет на насилство и заплашување. Во моментов имаме пресуди против новинари кои се критички настроени кон владата, имаме притисоци врз медиуми, се вршат истраги врз медиуми кои изнесуваат вистината за криминалот на власта и најверојатно наредната година кога ќе излегува извештајот за 2020 година, сите овие работи ќе бидат нотирани. Ова е вистината како Зоран Заев и СДСМ владеат и ја тероризираат Република Македонија. Корупција, криминал, рекетирање, вмешаност на нивните функционери во истата таа корупција и нормално сето тоа за да се прикрие заплашување на критички настроените новинари и медиуми со притисоци и осуди врз истите. Почитувани, ова е мислењето на меѓународните партнери за актуелната влада на СДСМ и Зоран Заев. После 12 април, ова зло која преплави Република Македонија со криминал и корупција, мора да се замине и веднаш после 12 април да отпочне обновата на Македонија. Имаме тим, имаме визија, имаме и енергија и волја да го срушиме хибридниот режим на Заев кој беше оценет и од угледниот весник Економист, наспроти истрошените кадри на СДСМ и Заев. Гласот за Заев е глас за криминалот и затоа Заев сега, кога ќе биде поразен, мора да си замине од политиката и мора да одговара за се што направил. ВМРО ДПМН победува на изборите на 12 април. Благодарам.